Огромно мнозинство од македонците се против воведување на двојазичност на целата територија и проширување на рамковниот договор, идеја промовирана од лидерот на СДСМ Зоран Заев и поддржана од сите албански партии во земјава. Според последната анкета што ја објави Институтот Павел Шатев, дури 93% од анкетираните македонци се изјасниле против воведувањето на албанскиот јазик како официјален и против промената на уставот. Истиот процент на луѓе се изјасниле и дека нема да гласаат за партија која се залага за тоа. Ова го потврдуваат и граѓаните од Куманово и Тетово пред камерата на телевизија Нова. Дали верувате во предизборните ветувања на СДСМ? Не, Зошто? не веруjem. Zato što lažu uvek. Кој ќе победи, ВМРО или СДСМ на избори? ВМРО ќе победи, така. Ни најмало, ние ги видовме. Ништо што претходно обеќавале не исполниле, така да ни сега не им верувам. На многу анкети води ВМРО ДПМН. Мислите дали дека повторно ќе победат на престојните парламентарни избори? Кој ќе победи? Мислим дека ќе победи ВМРО 63+. Видите, нашата опозиција, Соросова фактички и Чадорова опозиција треба да падне. Да ја сачуваме с државата. Тоа е најбитно во овој момент. Опозицијската СДСМ веќе почна и на дело да ги спроведува двојазичноста и рекомпонирањето на државата за кои таа се залага. Партијата почна да испраќа соопштенија и на албански јазик за медиумите. Таблите на нивните штабови се двојазични, како на пример во Чаир и во Арачиново, а нивните функционери држат партиски состаноци на кои говорат на албански. Таков е и последниот пример, снимен во штабот на СДСМ во целото Црнилиште, во општина Долнени. На снимката се гледа како Мухамед Зекири, дел од раководството на опозицијската партија, обраќајќи им се на албански јазик на присутните, порачува дека како албанци му се придружуваат на Зоран Заев, затоа што пружел рака и ја отворил партијата за нив. Si shqiptar, ma herët kemi votu Partitë Shqiptare. Është fakt. Shumica. Po çfarë ndodhi? Çfarë bën ata për neve? Лидерот на партијата Зоран Заев во повеќе изјави во минатиот период најави проширување на употребата на албанскиот јазик и во места во кои албанците не се 20% како што предвидува уставот. Тој пред албанската диаспора во Швајцарија порача дека рамковниот договор е веќе надминат и дека треба да се промени уставот со цел, како што вели, да се воведе така наречен граѓански концепт.